Тема на ово издание на Студио на Нова се истражувањата на јавното мислење пред председателските и парламентарните избори. Мои гости во ово издание на Нова се Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања и Никола Спасов од агенцијата Рейтинг. Добро дојдовте. Повод да ве покарам двајцата се истражувањата на јавното мислење кои ги направивте вашите две организации и кои покажаа прилично различни резултати, што создаде и блага забуна и дури конфузија во јавноста. Па би сакал прво да запрашам двајцата за ваш коментар зошто, како е можно да се вакви истражувања на јавното мислење да покажат толку спротивни резултати. Божиновски. Види, ние до сега генерално, ако ги земеме минатите изборни циклуси, генерално се поклопувавме околу резултатите. И да, ова е прв пат у принцип да имаме доста различни перцепции, барем говориме за председателските кандидати. Сега Рейтинг не објави уште за партија, ама сигурно да. Па тогаш ќе може и тоа да се компарира. Но ова е прв пат се случува кај председателските кандидати да имаме разлика. Треба да напоменам неколку работи, па после во дискусија ќе видиме што сме и како сме. Значи, прво, нашето истражување беше направено и објавено веднаш од кога се официализира кои ќе бидат кандидатите за председател на Република Македонија. Вашето е почеток на март, Рейтинг е... Нашето е во кампања веќе. Да, значи, во кампања, значи веќе влезено во кампања недела ден од. Значи има разлика од околу месец дена. Сега, целта на моето истражување беше да се види колкав е оној пул, како да го крстиме, базен би дошло малку чудно на македонски. Јај да кажеме опсек на гласови кои што може да ги освои едниот и другиот кандидат, овие што се најсериозни конкуренти доаѓаат во втор круг, но и кај другите двајца кандидати, иако тука може би да кажеме може да се појави поголема грешка за тоа што например Зоран Поповски има рейтинг кој што е помал од маргината на грешка. Така да тука може да има одредени оставки, но сепак и тие оставки се многу мали, баш поради тоа што има и помал рейтинг во однос на, се разбира. Вашето истражување потсетам покажа 10% разлика во корист на кандидатот Иванов, 29 наспроти 19 за Стефановски. Токму за тоа. Целта на истражувањето беше да се определи тој опсек на гласови. Тоа се определува преку на некој начин рейтингот кој што го имаат партиите, кои што ги кандидирале двајцата кандидати. Сега говориме за Ѓорги Иванов и за Стева Пендаровски како најсериозни кандидати да влезат во вториот круг. Значи, колкав е рейтингот на партиите кои што ги предложени, односно ВМРО, ДПМН и СДСМ, и потоа колкава е наклоноста кон популацијата, кон едниот и кон другиот кандидат. Да освои дел од она гласачко тело кое е неопределено партијско. Така е. Сега. Тука имаше да кажеме предност кандидатот Ѓорги Иванов, затоа што беше председател 5 години. Стево Пендаровски многу доцна беше на некој начин промовиран и затоа и оној опсек на гласови кај председателот се уште актуелен Иванов и најсериозен кандидат заедно со Стево Пендаровски да влезе во вториот круг, опсекот на гласови се движи помеѓу 24,2% колку што има рейтинг партијата и 29%. Што значи според вас Иванов би можел да придобие 5% од гласот од неопределеното гласачко тело? Да, тоа е максимумот што може. Предпоставката е дека во самата кампања дел ќе се одлучат точно да го поддржат, дел можеби нема да искочат на гласање и така натаму. Но неговиот рейтинг треба да биде помеѓу 24,2 и 29%. Кај Стево Пендаровски рейтингот на партијата е 17,4, неговата, да, бидејќи 19. неговата поддршка, да кажем, од граѓаните е 19,4. Така да и за него очекуваме да биде помеѓу 17,4 и 19,4. Неговиот пул, односно опсек е помал заради тоа што он беше многу помалку познат, се разбира, од актуелниот председател. Господин Спасов, како стојат работите кај вас? Кај вас се појави обратно водство за Пендаровски, мало од 1%, 36 наспроти 35 за
Иванов. Сега, моето прашање Извини, пред да почнеш, ќе треба да објасниме, ама тоа после, кога ќе завршиш околу процентите, за да им биде јасно. Ќе се навратиме. Прво, еден првичен коментар околу оваа разлика меѓу вашето и истражувањето на Институтот за политички истражувања и агенцијата Рейтинг. Прва и најголема разлика веројатно се должи на тајмингот на кој што се направени двете анкети. Значи, Стево Пендаровски ние го следиме од декември некаде, отприлика со некои приватни истражувања и други наши анализи кои ги имавме, кој покажуваше дека има многу поголем потенцијал за добивање гласови докато не председател Ѓорѓе Иванов. За Стево Пендаровски уште во декември имаше 25% од гласачите кои рекле дека сигурно и најверојатно ќе гласаат. Значи ние ги секогаш ги анализираме некои што сигурно или најверојатно ќе излезат на гласање. Тоа треба да го речиме после. Кој што нема се уште оформено мислење за него. Дали ќе гласат на председателски избори? Да, сигурно или најверојатно. Дали какво е вашето мислење за Ѓорѓе Иванов? 25% немаат мислење и уште 25% кои имаат неутрално мислење за него. Кај Ѓорѓе Иванов беше ситуацијата сосема различна, некој што бил веќе 5 години на функција, има многу помал потенцијал на неопределено гласачко тело, или се за, или не се за, веќе може да оценат многу од неговата работа во тие 5 години, така што кај оние што се кандидати кои што претендираат за нова функција, најчесто кампањата помалку може да врди бидејќи на нив гласачите ценеле веќе неколку години уназад што работеле и како работеле. Додека од друга страна за Стево Пендаровски имаше многу поголем потенцијал. Значи едната можна разлика е тоа што мислам дека Пендаровски по мое убедување, барем до оној момент додека ние меревме, водеше многу подобра кампања од аспект што се презентираше конечно во јавноста, него го знае можеби од анализи, меѓутоа многу повеќе успеа да допре сега до граѓаните преку кампањата и мислам дека успеа во голема мера да придобие поголем дел од оние неопределени кои што претходно не го познавале или нема. Тоа е едната суштинска разлика, значи околу тајмингот и околу можноста на влијањето на промоцијата. Станува збор значи за неопределеното гласачко тело. Според вас, многу е поголемо тоа гласачко тело кое би се определило за Пендаровски, според Институтот за политички истражувања, тоа неопределеното гласачко тело повеќе инклинира или како да кажам има афинитет да се определи за Иван. Тоа е потенцијалот. Значи, и едните и другите се определени. Што он кажал за Иванов или кажал за Пендаровски, они се веќе определени. Тоа е потенцијалот на можни гласачи. Прашањето е колку од тој потенцијал ќе излезе да гласа. Тука има разлика. Да. Тука има разлика. Неопределените се друго. И како доаѓате до тоа да кај вас Иванов е 35, а кај вас е 29? Сепак е станува збор, поред. Значи тука ако не влеземе премногу во методологија, нити гледачите ќе не разберат, а се плашам дека и нема да не разбереш, значи вака. Јас сакам да зборувам, значи вака кога говорам и со медиуми и со луѓе кои што можеби не се навлезени во оваа работа, мислам дека убаво би било да пробаме со бројки да говориме, иако мора да се напомене. Кога ќе се каже бројка, мора да се свати дека опсегот, односно рейнџот околу кој што може да варира, не е 10 луѓе или 100 луѓе, туку може да се движи 10, 20, 30, 40 илјади. 1% во Македонија се 17.500 гласачи. Пак не ми кажа на што се должи разликата на методологија се должи. Значи вака, ние нашата, јас не се сеќавам каква беше на Божиновски, тогаш анкетата, не памтам, имаше внатре тоа нема да гласаат, не се све. Таа е на цело гласачко. Значи таа, ние земаме методологија која што секогаш ги представува рейтинзите на партиите само од тие што рекле дека ќе гласаат. Значи оние кои што рекле дека сигурно нема да гласаат или најверојатно нема да гласаат, во даден момент не се од интерес за анализата, туку се земат оние кои што се не ги отфрламе, него кога ги анализираме за други потреби, меѓутоа кога ги презентираме податоците во јавноста, да, тогаш не ставаме неопределени плюс нема да гласат, него тие се треба и автоматски се зголемуваат процентите бидејќи од во моментот определените. Значи ги даваме рейтинзите од моментот оние кои што сигурно ќе излезат на гласање и тие се делат на определени и неопределени. Така да во нашата анализа, значи на 10 дена пред првиот круг, веќе прво значително се намалени неопределените и логично бидејќи нормално е поминато време, меѓутоа второ ги тргаме тие кои што нема да гласат и од оние кои што најверојатно или сигурно ќе гласат се распределуваат после тоа рейтинзите. Едната причина што се повисоки процентите се тие. Инаку секако дека после прв круг нема да биде 19 и 29, него ќе се зголема тие проценти согласно оние што излегле се на гласање. Кога ќе нема неопределени, кога ќе нема што нема да гласаат, математички тие се качуваат. За да биде појасно, значи може лесно да се нивелираат процентите. Според мене, според нашите истражувања, на ИПИС, процентот на излезност во првиот круг ќе се движи околу 50. Вкупниот процент на излезност.
Не знам Дали кај тука вас се колку е, Да, не и знам колку кај е вас отприлика? колку Нас е. меѓу 900.000 и 950.000 гласа. Па 900.000 се 50%. Да, 51. Тука е. тука е. Значи, окей. За да им биде појасно, можеме ние тие проценти 36, 35, 9 и 4 беше за Зоран? 2,5, Не. добро. Добро. Подели ги, пошто сега е лесно барем, на 50%, Да. подели ги на 2 и тогаш може да се компарираат проценти. Значи, ако биле, ако Пендаровски има 36,8... Има 47, овој ќе има 44, да речеме, така Не, прилика може да е. 36,8 ако има, ако го поделиме тоа, значи е негде 18,4% од вкупно гласачко тело. И јас го ставив тоа го меѓу прави. 17 и 4,19,4. Тука се поклопуваме за Стева Пендаровски, апсолутно. Кај Илијас Калими беше кај вас околу 9, значи 4,5. Кај мене беше околу 6, со тоа беше пред почетокот на кампањата на Дуи, она како беше бойкотирајте, што може да има определено влијание, така да 4,5-6 може да се има намале. И тука се поклопуваме. Дали- И за Зоран Поповски, извини само ова, и за Зоран Поповски се поклопуваме, значи кај мене беше околу 1,5, мислам овде ако го поделиме, да речеме 2,5, ке до 1, 3, 1, 4. Тука. Отстапувањето е огромно. Кај Ѓорги Иванов е големо отстапувањето. Значи кај дали- Ѓорги Иванов, добро. ако се подели тоа, значи излегува дека според рейтинг има 18%, а според мене има минимум 24,2. И тука е тоа отстапување. Дали тоа може да се должи на временската дистанца, односно на улогата на кампањата? Вие го правите пред кампања, рейтинг го прави Улогата, во да. ек на кампања. Улогата Дали на тоа кампања- значи дека кампањата на Стево Пендаровски може би привлекла поголемо внимание и со тоа Да, ама дошли не. до Кампањата тука не. Види, тоа стварно ќе мора да го видиме онела, затоа што Бидејќи вие имате разликата временска Види. скоро 20 дена од Да. ако не може толку да биде ама не може. Види, многу едноставно. Ние имаме кредибилитет, они имаат кредибилитет. Сме објавувале претходно многу, они објавувале многу. Единствено што може да се иде да видиме кој погрешил врска со Ѓорги Иванов унедел. Зашто? Се поклопуваме со Стево Пендаровски и ние и они во однос на проценти, значи еве угласачи да го поврзам полесно ќе им биде на гледачите. Станува збор за околу, да речеме, 330.000 гласачи. 340.000 гласачи кои би гласале за Стево Пендаровски. 400 и преку, добро. 330. За Илијас Калими станува збор за околу 70, 75, 80.000 гласачи и тука се поклопуваме. Кај Зоран е негде околу 25.000 гласачи, тука се поклопуваме. Кај Ѓорги Иванов, според рейтинг во моментов кога се објави анкетата, иако може нели тоа Не, има баш така, добро ли, јас добро. Не, ова го правам за да се добро, ама поедностави. ние За да немаме се проценка дека поедностави. ќе има Колку гласа за Океј. Иванов? Да речеме, според процентиве се зборам, според нив би било околу 330.000, слично со Стево Пендаровски, а според нас околу 420-430. Вака, е, сега тука има Тоа разлика, се- значи Ова тоа е, ако ова е упростување за да сватат да, али упростувањето кажува Негде дека има ние голема грешка, го добро. подценуваме многу, јас не, значи изборуваме, може и поедноставно што да се направи, да се земе дека излезноста би било околу 900.000 гласачи и тогаш 900.000 Да. да заокружиме, да се тргнат неопределените, односно за 16% се покачат сите останати проценти колку што имаме ние Добро. и после тоа да се извадат тие проценти секој колку гласови би освоил практично од тие 900.000. Значи вака како што го направи Божиновски, окей, меѓутоа така изгледа дека ние премногу сме го намалиле и Стево така немаме ни 800.000 гласа како што е Не, направил. ова го говорам без тие 15. Сега ако се додаат тие пропорционално, тогаш ќе искочи Да, тогаш ќе се качат сите по и така натаму, да речеме 40-50.000 гласа и ќе дојдеме до некоја бројка која што ќе даде заедно 900.000. Да меѓутоа го трнеме на страна тоа бидејќи мислам дека тука не е толку важно сега како точно гласовите. Јас лично во истражувањата сметам дека она што е важно е да се погодат со односите меѓу партиите, дали е, да речеме, соодносот точен и тоа е тоа што мери, бидејќи особено во донтовиот модел, значи што е кај нас, кај партиите, еве за партиите да го земеме, се случува вие како во 2011 да може да предвидите во анкета да излезат 4-5 пратеника за малите партии, меѓутоа бидејќи маргината на грешка е многу мала, тие истите да ги фрлат во вода гласовите, исто како што се случи, и после тоа практично тие да отидат кај поголемите партии. Да. Значи тука ако вие мерите пратеници може да направите по да изгледа дека е многу голема грешката, така да соодносот е тој според мене што е реално важен и нормално да се предвиди победникот. Значи нашата методологија која што ја користевме за оваа анкета е моментално методологија која што ја аплицираме веќе година и пол,
коригирана од 2011. Таа има една многу специфична еден специфичен пристап, кој не знам дали го прават колегите, не знам со Владимир не сме разговарали детално за тоа, меѓутоа во основа ние се обидуваме секогаш да имаме политички репрезентативен примерок. Значи користиме два вида на пондери, тоа се сега да не навлегувам премногу во статистика, кои што обезбедува дека со сигурност вие во рамките на вашиот примерок, освен што имате подеднакво 50-50 мажи жени, толку со високо, толку со ниско, имате и еднаков, само да завршам, еднаков процент на луѓе од политичките партии според последната определеност. И нас тоа ни дозволува, имаме некои други индикатори што користиме при анализата на крај конечните рейтинзи и дефинирањето, ни дозволува да добиеме некој до сега барем што сметам прилично по позитивен однос за опозицијата, проста причина што таа секогаш е подзастапена во анкетите заради страв, учество, репресија и така натаму. Така што тој аспект тука е веројатно едната разлика, не знам како го прават во ИПИС тоа и така натаму, меѓутоа мислам дека тоа е коректно. Ние со истата таа методологија во 2013 година го предвидовме победата на Ждановски во центар, додека повеќето агенции му дава малку предност на, да речеме, на Како беше вашата прогноза за Не објавивме. Не објавија, они мислам дека прогнозата премногу излегоа, премногу агенции, премногу општини. Значи, во суштина, разлики има, најдобар показател ќе биде, нели, изборите во недела, еве ги кај се. Она што е важно се каже дека за нашата анкета која што предизвика бурни реакции, нели, во кај ВМРО предси, мислам и во јавноста, е дека таа, ако се толкува објективно, во рамките на таа статистичка грешка од 2,65 што имаме ние во таа анкета, покажува прилично изедначена трка. Што значи дека мојата проценка е дека е можно Пендаровски да има блага предност, може да биде многу тесно, може Иванов да има многу блага предност. Вашата прогноза кај нас бака се, значи сега спорувам од аспект експертски, од тогаш од она што е емпириски податок. Сега. Значи потоа во принцип партиите, како што напоменав на почетокот, оној рейтинг на партии кога го објавивме истражувањето, и не беше толку битен да се објави поради тоа што рейтинг на партии, туку токму да се компарира поддршката кон едниот и кон другиот кандидат, независно од матичните партии. И да се утврди потенцијалот кај едниот и кај другиот. Инаку што се однесува до самите рейтинзи на партиите, например, ние последниве години и пол што имавме 4 или 5 рейтинга. Ако се споредат со бројот на гласови за советничките листи вкупно за локалните избори кај ВМРО, ДПМН, кај СДСМ, се поклопуваат перфектно, значи 0,1, 0,2. Значи вашето очекување дека вашата анкета ќе биде потврдена на избори? Не, види, се разбира дека они очекуваат нивната, ја очекувам мојата. Разликата е со оглед на временската дистанца и тоа што вие правите пред кампањата и генерално моите очекувања се дека се согласувам за гласовите што би ги добил Зоран Поповски, Илијас Калими, излезноста ни е процената многу слично. Кај Стево Пендаровски, доколку ги земеме овие бројки исто така околу 330.000 гласови, пак ова значи многу го простам, иако тука се ако кажеме гласове 330 плюс минус 30. Да, Владимир, осте ги 330, пошто може да бидат повеќе. Мора да биде вака, може да биде во ред, може да видите. Сепак, она што е најбитно, разликата помеѓу Пендаровски и Иванов, според нашето истражување, според она што излезе тогаш, и според очекувањата, колку и да влие кампањата, е дека ќе се движи во рамките на над 80.000 гласа. Како разлика. Како разлика. Океј, да завршиме тука за ова. Моето следно прашање е, предпоставувам дека сте вршеле и во етнички албанската заедница истражување, како функционираат таму работите и има ли интерес кај овие гласачи да се изјаснат за Иванов или Пендаровски? Без разлика на повиците за бојкот. Ајде, имаме понова анкета, веројатно не знам која ти е последна правена. Значи, нашата анализа покажува дека албанците ќе излезат доста малку во прв круг. Тешко е со анкета да се процени излезност, тоа е општо познато правило. Да. 70.000 за Илијас Калими. Тешко е да се процени мал процент, да. Меѓутоа од она гласачко тело што ние го имаме анкетирано, кое што е малце понагласено од што реално ќе излезе, бидејќи вие секогаш треба да го имате во предвид фактот дека во истражување прифаќаат да чувствуваат повеќе политички активни луѓе и со тоа секогаш излезноста во истражувањата изгледа дека е повисока од онаа реално што ќе биде. Меѓутоа како и да е, да речеме тие што прифатиле овако, се покажува дека меѓу кај албанците отприлика најголем дел 60% ќе гласаат за Илијас Калими, без разлика останатите нема да излезат веројатно.
20% рекле дека ќе гласаат за Стево Пендаровски, а останатите се уште неопределени или размислуваат што ќе биде, и само 1,5-6% бар во нашата анкета така беше, рекле дека ќе гласаат за Ѓорги Иванов. Така што меѓутоа фактот што излезноста кај албанското гласачко тело може биде ниска, тоа може да не направи толку многу голема разлика албанските гласови да не направат уште во првиот изборен круг. Значи тука многу ќе зависи што ќе се случува и од излезноста на албанците. Зависи од кампањата која што има ДУИ, која што иде директно атакува да не се излегува на избори, зависи од кампањата која што ја има. Ако вака се думи халимите очигледно функционира. Која има својот кандидат, значи генерално излезноста на албанците нема да биде многу висока. Сега, ние правевме едни други споредби исто. Во првиот круг зборуваме. Сега зборуваме за првиот круг, да. Значи правевме едни други споредби, значи имаме, да кажеме, дел од гласачите етнички албанци кои што му се наклонети, да речеме, на Пендаровски, но и кои што би сакале да гласаат за него, но голема е веројатноста да не искочат. Да не излезат на глас. И да не го направат. Се лојални кон. Да не искочат, партијата. да не излезат и да го направат тоа. Така. Генерал, види Борен, на крај јас барем еден заклучок од ова. Ние се согласуваме во однос на све, во однос на излезност, во однос на еден кандидат, втор, трет. Разликата е кај Ѓорги Иванов, и разликата меѓу Ѓорги Иванов и Стево Пендаровски. Моите очекувања според истражувањето кое што го објавив и според тоа како може да се движи кампањата, дека ја секогаш го велам тоа и се покажува како точно дека 3 до 6% максимум од гласачкото тело може да се определи во кампања. 3 до 6. Тоа е. Анализирате ги сите избори од 2006 или од 2002 навака, тоа е процентот. Значи, очекувањата се дека околу 100.000 треба да биде разликата помеѓу Пендаровски и За првиот круг. За првиот круг. Може да биде 80, може да биде, сега пак кажувам гласови за да биде поедноставно, може да биде 80, може да биде 90, може да биде 110, може да биде 120. И уште едно прашање за крај, за вториот претседателски круг, бидејќи се поклопува со парламентарните кога албанците ќе изгледа да гласаат за ДУИ, дали тоа расположение кај албанското гласачко тело би можело да се активира во корист на Пендаровски, бидејќи тоа го покажува двете истражувања. Све ќе зависи од првиот круг. Првиот круг е круцијален. Зошто е првиот круцијален? Затоа што може да смени многу работи. Значи првиот круг не само што може да смени многу во однос на тоа како ќе се одвива натаму кампањата 2 недели, туку во голема мера може да ги смени потоа позициите и на преговарање што се однесува до вториот круг, а може да се смени сликата во зависност од тоа ако Пендаровски оствари добар резултат, да се направи некоја поголема разлика и во рейтинг. Може да се смени желбата на одредени гласачи дали да гласат во вториот круг, дали да не гласат, мотивацијата кај одредени луѓе да работат или да не работат, значи зависи многу. Тогаш после првиот круг ќе треба да се направи истражување за да се види точно каде сите овие променливи се движеле и каде има повеќе импакт, односно кон кој од кандидатите имаат повеќе импакт, позитивен или негативен. Генерално сега може да збориме само за првиот круг. Првиот круг тоа е таа разлика. Значи разликата помеѓу рейтинг и се 100.000. Ова е за 50% излезност би требало да биде, да. Се очекува што значи дека изборите во секој случај успеваат без разлика на повикот на Не, значи албанците имаат свој кандидат, дополнително некои албанците кажуваат дека ќе излезат без разлика на повикот, ова зборам по најсвежи истражувања, така што не мислам дека кампањата на ДУИ ќе вреди толку многу со плод колку што сметаат да може да го останат целото гласачко тело дома. И она што е важно во вториот круг исто што не го спомнавме е дека во вториот круг имаме 240.000 албанци на гласање за партиите. Колку од нив ќе го земат председателското ливче ќе зависи многу од тоа. Дали меѓу двата избори после првиот изборен кој за кого ќе гласат, дали ќе гласат? Ќе правите истражување? Да, ние да. Океј, вие очекуваме со можеби поблиски резултати. Ќе видиме се во недела ќе видиме, да. Божиновски спасови, благодарам што се гостувате. Фала.